се Спремно за работа. Да. Полна енергија, картони, цементни кошулки, се има. Што сакаш, за што треба да биде продавницата? Продавница за здрава храна, сакам продажба, сакам совети за здрава исхрана. Кон новите трендови за здраво тело и здрав дух. Океј, имам некакво искуство, но предпоставувам дека можеби твојата ќе биде поразлична. Секоја продавница нели е различна, секој производител е различен. Што ти очекуваш од овој простор? Значи да биде малце поразлично од тоа што досега сме го виделе. Поразлична сакаш со изгледот или поразлична и со интериерот, па и со, значи и со интериерот и со производите, и се потрудиме да имаме секош нови производи, нешто ново на пазарот. Ти сигурно долго време веќе мака си поминуваш, заминуваш, гледам. Ти правам планчиња. Си правиш планови. Предпоставувам, имаш некаква замисла што каде мислиш да стои? За конкретно најбитно ми е кај ќе стои касата, бирото и замислував овде да биде за да имам прегледно, значи што се случува на секаде, да. Така. Рефусите, јас барем така ги замислив во овој дел. Така. Советите за исхрана би биле може би најзгодно во позадинскиот дел. Напред да се оди само продажба. Да. Нутриционист? Совети за здрава исхрана, да, со нутриционизам, да може да си добијат потрошувачите совети за здрава исхрана. Ти инаку си нутриционист? Јас сум дипломиран инженер-технолог, прехранбено и биотехнолошко инженерство, се занимавам и со нутриционизам. Така. Позната ми е таа. Ке можеме да се советуваме. Ке се советуваме, да. Добро. Во продажниот дел што не треба? Сега, например, кај едните ви го јас знаев палетата на производи, кај која ќе биде? Да. Ке има повеќе групи на производи. Ке има житарки, значи планирам да бидат и во рефус и пакувани ке има. Планот ти е да има повеќе пакувани или рефусни производи? Би одела на почеток пола, да видам како ќе оди. Зависно од локација, нели тоа секогаш е различно. Исто така некако да ги одвоиме макробиотските производи од безглутенските, органската храна. Да може потрошувачот кој ќе влезе класи, да се знае веднаш. Да може да бидат означени класи да сакаш? Категории? Па не мора да бидат стриктно означени, меѓутоа визуелно да си имат прегледност. Како ќе се вика продавницата? Да, продавницата се вика Лотус. Добра. Може би малку невообичаено, меѓутоа символиката е длабока. Така. Лотусот нели има една символика на чистоќа, недопрена од навршните влијанија. Сите тежнееме кон совршенство. Изборот за здрава храна е токму можеби најдобриот пат да се дојде до тоа совршено здравје. Што одлика на совршенството? Добро. Идеме на проектирање, па се гледаме пак. Фала Ива. Фала и на тебе. Просторот има 40 метри квадратни. Долг и тесен, ме потсети на некои од продавниците во Амстердам. Генералниот третман со Весна се договоривме да биде трвенест, природен. Таа ми даде план и програма што се треба да содржи продавницата. Но искрено има 5 главни сегменти во кои таа може понатака да се распоредува со продуктите како сака. Еден се добива со преградување на тоалетот и просторот под скалите, кој ќе прерасне во остава. Ова е и функционално и естетско преградување. Вториот сегмент е природно поделен на два дела. Слободниот дел на влезот и делот зад касата и пред неа. Третиот сегмент е зад столбот, кон задниот излез на продавницата каде истиот се преградува напола. Едниот ќе влезе во рамките на продажниот дел, а другиот, последниот сегмент, е канцеларијата на Весна и нејзиното нутриционистичко советувалиште. Ќе има ламинат на подот, ламинат на зидовите, боја, мебел и детали кои ќе ги смислиме на крај. Просторот го видовте, желбите ги чувте, треба истиот и да се испланира. За воопшто да можеме да почнеме, одиме во Quickstep. Разбирам дека голем дел од соработката за изведба на доѓањето ќе биде со вас. Така, да. Мебел, преградни зидови, ламинати, облоги, се што сум замислила дека ќе биде од тука. Кажи ми преградните зидови со што ќе ги направиме. Преградните зидови ќе бидат од Clickwool, таа е специјална облога, зидна облога. Така. Може како облога, а може и да се направат зидови комплетно, значи како гипс картон изведба што се прави, само на истата подконструкција се поставуваат панели горе. Со тоа што ги има во неколку начини и неколку типа на монтажа и на изведба. Може да биде како пентабл, може да биде во декор. Пентабл значи дека може да се бои? Да. Значи било каква боја или каква поликолор, мрсна, веќе е подготвено директно само се поминува со боја. Значи нема потреба никаква
значи нема потреба за премази претходно. Глетување, бандажирање. Нема потреба ништо. Значи со тоа што панелите се од 1 сантим дебелина, со тоа што е медиапан, веќе може да се поставува. Под конструкција дрвена има, таму има типа метална. Овде е поставено на дрвена подконструкција, ова е веќе доколку се поставува над зид, доколку е крив зидот, да се исправи зидот и да се вметне термоизолација, доколку треба. Веќе зависи кој како ќе го потреба. Иначе може да се работат и веќе зидови, со тоа што подконструкцијата е истата како за гипската. Алуминиумска или бондукси, се зависи кој како работи. Може облога да се направи на постојан зид право без подконструкција? Да. Само на лепење? Може Добра. само на лепење. Со тоа што има три типа на изработка, односно може да се штрафи, Така. може да се пука доколку е на дрвена конструкција, Така. нормално и со лепење. Лепењето е веќе за баш за тоа за над зид доколку оди, со тоа што најдобра варијанта е на штрафење. Може да се реупотреби материјалот доколку се премести од зидот од таа локација, веќе може на друго место да се преупотреби. Издржливоста е веројатно колку и на ламинатите. Да, значи, до 50 години. да, значи горниот слој со тоа што одржувањето е исто со влажна крпа на декорот. Повторно, значи кликот си доаѓа како кај ламинатите, Исто е. да, со тоа што не се познава спојот. Супер. Каде доаѓа спојот, значи на веќе Добра. си има лајсни во кои доаѓаат како флексибилни. Значи не Може може да се по 90 степени. Да, се превиткуваат, може да дојдат во декор како што е самата панела. Овие панели се поставени тука да скриеме едно елементче. Така. Со тоа што на самиот спој имаме таа лајсна која што е завршна, која се поставува во декор. Чи не мора да има никој Да. идеален спој на Таа си од, значи, 1 сантим, 2 малку фали на незе, со тоа што да може да лајсна да се постави. Одлично изгледа. Која е максималната висина на панелите? Максималната е 2,80. Во стандард, значи, По тие стандартни се тие висини повисоки, ретко имаме станови се едно. Вие ќе монтирате? ние ќе монтираме. Вие? Стани? Да ме Кој видам како изгледа. Мора малце, значи, да видиме како е. А инаку Да се поработи. гипс картонџи лево десно тоа може да го направат. Може да. Секој монтер што има монтирано гипс картон претходно, многу полесно, дури помалце има под конструкцијата е помала, не се поставуваат пречки на Океј. Наместо со гипс картон, преградите ќе ги поставуваме со сосема поинаков материјал. Да знаеш планот што го изготвивме нели заедно? Да знаеш? Да, горе-доле. горе. Горе-доле, тука треба да се советуваме, натака треба да подаваме. И таму треба некако да дозолираме Система да оштета. Сега знам дека носиш материјали, кажи ми што носиш, тоа со што ќе го работиме, бидејќи ми кажа, гипсари не носи, ова не носи, ништо не носи. Вие се. Ќе видиме да видиме да искористиме едно тип на материјал, да се патиме специјални за преградни цизови, кои што нема потреба од глетување од тие работи, се избегнува да ставка целата ставка на глетување, на бандажирање на сите тие елементи. Тоа се беше ни до сад. Да. Значи, овие се Практично вие се истите што ги имате вие во канцеларија, не е? Да, со тоа што ова е малце поразлично, може да се поедисува. Во канцеларија се веќе со десен, нали? Да. А ова е веќе спремно за поедисување или за лепење на тапети или Добра, ајде. цртање што и да е. Значи, Добро. зависи што ќе се Океј. изработва. Ајде ќе видиме како тоа ќе изгледа. Едно е убав муабет, а друго е инсталација на материјалот. На терен, жолчно објаснување каде врата, каде преграда. Таму да имаме 60. Ама не можеме да почнеме од целосно од тука. Мораме веќе ако идеме да почнуваме од таму, па навак идеме скоро да завршуваме. Така. Монтажата делува исклучително едноставна. Иако само гледам и нели учам, ми се чини дека попрво би ја ставила целата конструкција, потоа панелите. Но луѓето си работат по свој терк, па сепак работата фино се завршува. Од едната страна бело за бојадисување, од другата страна кафено, како завршна обработка. Една иста ваква преграда ќе биде направена и за да го затвори погледот кон тоалетот. А кога преградите се веќе дефинирани, потребни се врати од акрон. Merinos во Њу Јорк.
Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендовиот керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате Керамика, во Скопје и Битола. Апа да, тука имате баш полно начини како да ги изработиме. Ова не е около, така? Да, тоа е тоа. Транспарентно, семи-транспарентно, се зависи што. Па сега за онаа која што не е на кај тоалетот секако би ставила нетранспарентно. Сега дали да биде во бела иврка или ќе ја направиме со тапет, бидејќи таму се планира и тапет да има. Може да се скомбинира и на врат. Интересно ги види. Треба ние да ви го донесеме, може на лице место да го правиме. Па најубаво да го донесете, пошто на иврката нема баш вода со залепи. Така, значи малку е неизгодно. Да. Добро. Ова ни е оковот, така? Да, тоа е оковот за привредната бракса, таква позиција, тој е најзгоден. На единична шина ќе одат доле. Така, да не фаќам многу шината, тркалца не му се гледа. Не се гледаат од двете страни. Останатото треба да биде доста прозирно или не толку прозирно. Така сега. Па една од причините е заради тоа што генерално најголемиот дел од светлината во просторот влегува од таа страна, од кај канцеларијата и треба некако и таа светлина да дојде во главниот простор, во најтемниот негов дел. Така, семи-транспарентно е, ќе пропушта светлина, нема директно да се гледа. Тоа е убава опција и ако го гледам и ова вакво фузираното стакло. Стакло, да. Меѓутоа ми се чини дека е доста скапа како опција. Да, повисока цена. Така. Или да се испринта нешто, да се испринта ако треба да е подекоративно и на плексиглас, на стакло, на позорно стакло. Можеме да го направиме. Па со принт, што може друго? Пескарење, може фолија. Добро. Може. Тие се варијантите. Тие се трите. Сега кажеш што сакаш. До утре. Може? Може. Окей. Во новиот дуќан, кој денес го крстија Лотус, нештата стануваат интересни.
Над зидот можеше да се постават од кликвол панелите, но решивме да поставиме ламинат. Ќе биде прилично дрвенесто. Мајсторите не чекаат, почнуваат и со подовите. А јас морам да го следам нивното темпо. Веќе сум по дополнителен декор за зидовите во Дом и Декор. Ај, Горданче, да помогнеш. Значи имаме продавница за здрава храна, што се вика Лотус. Меѓутоа нема да идеме во тој фазон сега нели на Лотус, нешто нежно така натака, туку е дрвенест. Да видиме што има во такви кафенести нијанси. Па природно. Би било убаво да е така. Може да одам на... така, дивна дрвените и природните. Се е тоа многу убаво, меѓутоа веќе имаме ламинат на зид. Менува ситуација. Да, тоа многу менува. Како нешто Ето тогаш. така. Увеќе бев за нека ваква структурна варијанта. Сега проблемот со дрвото на зидовите, тоа со ламинатот, е што е во многу шарени бои, значи има темни, има светли, има вакви, има такви парчиња, што убаво изгледа, нели како вие тука предвозите. Ама ме ограничува со тапетот. Сакам тапетот ќе биде сличен на некоја боја. Да видиме вака нешто што да. Интересно. Цивна боичка да дојде. Да, ова светлиот ламинат може да улета. Дали ви имате зимено? И имавме исто една спална соба цела и една дневна работена со овој. Ајде да видиме таму, бидејќи лагер ми треба. Да, имаме на лагер. Сега па имаш доста кафени тука бе. Да, имаме голем изпрстен. Ова е интересно. Ова е нешто слично како Така тоа што ми го напрскано. покажа. Да, из прво каталог. Добро, ова како нијанса мислам дека може да има такво златесто кафено. Виж вака Ова нешто. многу ми се допаѓа, многу убаво стои на цит. Да, само што те светло е. Свето. Друго? Не светло, немам потемно. Ово си да. Покажа многу убаво. Ова е Убаво изгледа интересен. на зид. Да, и убаво мислам Да. дека и боја убаво. Ова како некои да, листови да, вакви нема уопште- интересни. Да, нема јасна форма, ама онаку убаво. Добре, он треба знаеш да се појави на дел сам, на дел е позадина на полици. И така. Може да изгледа убаво. Добро, еве нека биде тоа една варијанта и ова втора. Ово не така. Тоа не. Добро. Тоа го А отфрламе. ево ова, мислам да исто Така. интересен. Добар е овој. Да, необичен. Необичен е вистина и И гранчињата. боја, ми и се гранчиња, допаѓаат. добра комбинација боичка. Мислам Светка. Да. Вако, да. О, да. Да. Добро. Ова мислам дека ќе биде најдобар. И блиско ми е да најсветлата нијанса на ламинат што е на цит, мислам Да. дека е најблиско. Да. Океј Одлично. боја. Колку Добро. ти треба дови? Па не знам, 5, 6, 7 ролни ќе треба. Имаме, нема проблем, поголем лагер сада ците. Добро, супер. Добро лежат, иако се доста шарени, се вклопуваат во една од нијансите на дрвото од ламинатот на зидот. За да биде поуедначена во боите и дезените, решив бојата на зидот да биде што поидентична со онаа од тапетот. За некој ден, со поставен под, избојадисани зидови, поставени тапети, доаѓаат акронци со двете врати. Едноставен начин да има врата, а да не зазема место. Бидејќи горе-долу се расчистува објектот, може да се инсталираат и облоги на скалите. Се работи исто со ламинат, но секоја шифра на ламинат си има соодветна така наречена инкизолајсна, која е мултифункционална. Може да се користи за преод, а може и за скалило. Вака делуваат како единствен дел со остатокот од интериерот.
а јас се занимавам со оградата, постојната не ме бендиса. И решението може да биде вакво, обложување со коноп. Бидејќи јас се занимавам со ултраважни работи, ја испратив Јана да одбере светилки. Се разбира во Манекс. Гледала на интернет, така? Во оваа колекција? Да. Со плајт нешто повеќе да ми кажеш за Например, сега само да ти види колку хубаво светот. Да, баш се на Star Softlight. Баш. Да, значи од австрискиот бренд Eglo, посебна серија која што се нарекува нели баш името си го има своето Star Softlight, се работи за серија со кристали, која што е доста ефектна за внатрешен простор, значи да се уреди еден доста модерен внатрешен интериер, значи со дневна трапезарија. Моментот интересно е што се работи за лето осветлување, можеш да забележиш тука се вичка. Тука доле, да. Това може да свети нагоре. Да, да рефлектира од кристалот уште повеќе. Секој од тука може да се комбинира, дали да дојде во дневна, дали на трапезарија, бидејќи сите ги има, ако можеш да погледнеш горе, како во плафонска варијанта, значи за наментавон. Светлото е во warm white, бидејќи почесто не прашува дали има и ладно бело, топло бело, али 90% од осветлувањето доаѓа во warm white, бидејќи тоа е тоа денско светло што се практикува сега. Да. Друго исто така би сакала да го покажам ова огледало. Веднаш го забележав. Така, нема промашки. Да. Исто така може да се комбинира со оваа стилна лампа. Може да ја вклучиш? Може, знаеш кај нас дека се вид, да. Исто така може да дојде значи во спална соба и огледалото комбинација со столната лампа за една вистинска дама со ефект. Баш така. Добро, одлично. Ми се допаѓа целава колекција, доста е специфична, но сигурна сум дека некаде ќе ја вклопиме во некој интериер. И сега дојдеме со по нешто друго. Значи ми треба осветлување за деловен простор. Моментално работиме продавница за здрава храна, така да ќе ми треба некој силно таванско светло. Добро. Знам дека имате, не ни прашувам дали, имате се. И ти покажам доста ефектно плафонско светло со LED, значи за канцеларија, значи за деловен простор, па вие ќе одберете што ви одговара. Повели. Убаво се изнамува Бетија и среќа се врати со функционално светло назад, со кое во продавницата на вистина прогледавме. Ова се светилки лесни за монтажа, лесни за мултиплицирање и одлични по изглед. Остана уште мебелот. Со Мими од Quickstep се договорив да го погледнам нивниот систем Didit. Го знаеш проектот што го работиме, знаеш како изгледа, па затоа и ми предложи нели мебелот внатре во самиот дуќан да биде направен од вашиот систем Didit. И сега Тоа е доста едноставен систем, значи се работи за библиотекари со 33 на 33 комори, кои што се многу едноставни. Еве вака. Така. Значи може да се во зависност од димензиите, значи може да се направи комбинација, тоа го оставам на тебе. Значи јас ќе ви ги дадам значи готови димензии, тоа се парчиња кои што се со готови димензии, нема корекција, значи не се прави спрема простор, него едноставно е така. Просторот треба да го осмислиме според според елементите, да. Добро. Чи има Чи имаме 4 со 2, вака, имаме 4 со 4, да, сепак да, тоа ќе провериш спрема димензиите на просторот. Вака 3 со 3, има како библиотекари, значи кои се Па да, веројатно дека ваков тип, например, некој со повеќе вакви шошки ќе одговарам повеќе, бидејќи мислам треба да се исконсултирам нормално со клиентката, ама мислам дека нели што повеќе различни делчиња за да може секој производ да си има свое место. Пошто внатрешниот дел е разликуваме. 33, така да има доста простор. Добро. И
Значи, он е едноставен за местење, се работи за дидит, клик механизам и верката, значи имаат изрежано посебен клик механизам, кој што е толку едноставен и многу брзо се инсталира, значи нема потреба алатка, се е рачно. Значи се е рачно, прво се поставува под нормален агол, навлегува под агол 45 степени искривување и се враќа назад. И има страшно голема стабилност. Значи ова е идентично направено како што е и на самите елементи. Идентично, да. Браво. Едноставен е во пакување, во зависност од корпуса дали 28,18 иверка. Значи е пакуван во 2 или во 1 кутија. Лесно за носење? Да, многу е лесен, едноставен е за носење, значи колку е висината, толку е и кутијата. Димензијата на кутија. Така. И сега, например, таа кутија гледам таму, да, ова е малиот елемент. По-мали. Да, значи негде метри. То не е тоа нешто метри 70, ова е метри 40. Значи може слободно во собствено возило да се постави. Најголемиот елемент не е метри 40. Да. Топ. Има други елементи освен библиотекарчињата? Има, освен библиотекарите, има и гардеробери, значи со 2 крила, со фиоки, имате дневен сегмент, ТВ комоди, кофи тейбл, значи можете комплетно да склопите и канцелариски простор, дневен сегмент, детска соба. Одлично. Баш има в системот, ми се допаѓа, а боите сега да ги избереме, ти веќе си била. Да, знаеш, ламинациите, едно друго, што се поставивме заедно. Без разлика, значи македонски пазар до сега бараат овие 3 тона, највеќе се продажливи, со тоа што спрема бојата на зидната облога од ламинат, подот, тапетите, што е во просторот. Таму во објектот мислам дека овие 2 тона најдобро би одговарале. Сивиот некако ми одвој. Да, двој сивиот и јас мислам дека овие 2 тона најдобро би одговарале. Океј, па се гледаме таму, ти ќе бидеш таму сум. Да. Библиотеката ми ја монтираше речиси сама. Ми даде стоперка за да го мерам времето. Иако го познава елементот, таа ова не го прави секој ден. И како што увидов, времето на монтажа на еден сосема лежерен начин беше 10 минути. Бидејќи библиотеките се високи околу 140 см, под нив ставаме елементи кои ќе бидат потребни и како дополнителна висина и си имаат функција за чување на лагерот. И еве, едните ги носат склопени своите елементи, а другиве го монтираат дидит системот едноставно и брзо. Благодарение на едноставноста на системот, продавницата се завршува за 2 часа. Од мене останаа уште постери и фолии. Тие ги нарачав од пан. Логото го добив како дизајн од Весна и го адаптиравме со бобиот пан според димензиите на елементите како надворешна реклама, фрижидер, направив дизајни за стаклената врата, користејќи ги елементите на лотусот. Сена се, освен мојата утка на уаина, која требаше да биде убавина, која лесно беше поправена со вадење на буквите, излезе се прекрасно. Убавиот интериер се комплетира со еден прекрасен лотосов цвет на зидот од канцеларијата. Време е јас да заминам и да ја повикам Весна да го наполни овој простор со многу различни, вкусни и здрави производи.
Симфонија на осветлувањето. Егло. My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Jugo Експорт Стил започнува најголема саемска акција досега. Со секоја купена кожна гарнитура добивате подарок по ваш избор. Релакс фотелја, трпезариска маса, клуб маса, огледало или комода. Само на едно место ќе ги најдете најдобрите светски брендови на мебел по најповолни цени и со најголеми попусти. Jugo Експорт Стил. Кога беше готова, ме повика да видам. Весна, вака на полудето, ефтен го личи. Ја дека не имам видено дучено, па вака кога е нареден. Стодна прекрасна. Прекрасно. Естетски, функционално. Се најдели да се мешта. Гледам рафтовите Јас мислам, полни. да. Јас Место мислам. се најде и распоред. Ти кога ми кажа на почеток. Класификација како што сакам. Да има супер. каде ќе стои сушено овошје, петисани, да, житарци, значи баш убаво. За се среден. Вистина, ти кога ми кажа на почетокот колку работа сакаш да ставиш. Рефуси. Едно, рефуси, друго, викам ке се соберели. Добро, целото тоа беше во фаза на планирање сега веќе. Може да се види комплетната слика. Одлично. Значи, тебе те собра, мене ми се допаѓа. Како изгледа се на крај. Едно време си мислите дека е премногу кафено, меѓутоа сега гледам дека точно производите па се доаѓаат до израз. Природна боја со белата боја ептена, освежена убаво. Супер. Добро. Мене ми се допаѓа пазонот дека се повеќе продавници за здрава храна се отвараат. Она што мене ме интересира кој ќе биде некој момент, некој производ или нешто интересно што кај тебе ќе го има, а го нема на другите места. За почеток се трудам да ги има сите производи, да може да се понуди една комплетна, значи, листа на производи, но нешто ќе дојдат овде да побарат и совет и продукти, значи што им се потребни да се хранат. Така, значи прво разновидност? Да, разновидност, сигурно понатаму ќе имаме и некои специфични производи кои што ќе може и да не оддават. Издвојат. Да, сметам дека и ти како личност, нели со твојата струка и стручност, и возможност да им помогнеш на луѓето да им кажеш што треба да си купат и како да го користат. Точно, значи, убаво е да се знаат и комбинациите. Одлично. Ајде сега да ми го покажеш што има се и да влеземе во твојата канцеларија за консултации. Што рекоте, петисаните се. Така. Нешто наоколу и правени работи. Домашни, сушеното овошје. Оптиква, значи овде се рефуси. Така, и тука рефуси. И овде, сенчина, кајсија, бадемчина, семењата. Имате голем избор, вистина. Добар избор. Да видиме канцеларијата. Ајде. Со десна нога. Специјално се наместим со две десни. Убаво е, како не, јас тука ќе седам, ти таму, ќе ми раскажеш што треба да јадам, што не треба да јадам. Ќе направиме менија. Апсолутно, да не се мислам секој ден што требаше да. Тоа ми е намерата. Супер. Да си седнам, да си поразговарам со луѓето што ќе побараат совет за храна, да направиме менија ако треба. Супер. Си претпоставам да се ова што има дека стане што треба да се направи. Да, комбинација. Јас за половина, за другата половина. Тега се имам за помош. Другата половина ти ќе бидеш таа. Супер. Значи, Весна, имаш прекрасен куќан, што да ми кажеш за чилите.
Си ги продаваш? Зачините се за продажба, да, со сертификација органски. Вака ги може да Сега си имаме, да си ги носиш. Може. Слободно можеш да ги купиш сите ако сакаш. Нема проблем. Не ми требаат сите, само коријандер. Ми фалите важалфијата, фали може да се Го размени. позна дека коријандер, сите се залети од од Магданус. Па сега така. Да. Што ќе ми кажеш? А ова знаеш што е? Ова можеш да помниш што е? Тоа го мирисна преска ме. Тоа го мирисна. Другите ги знам, овие ги имам сите дома. Вакво неам. Цвета. Лаванда, јаково цветче. Вакво Ова не неам. знам како цвета. Уште не сум го видела. Бел. Бело? Белко ситно. Да. Така. Многу ти го дојде, но Свети се често допадна? се гледаме. Јас се надевам. И да се надам дека се допадна од оваа страна. Јас сум презадоволна. Одлично. Сум стварно искрено. Па, Одлично. ќе чекам сега Одлично да се отворите за работи, некој да. ден сте така, утре за утре. Да, овие денови што стасаме со завршените работи отвараме. Готово. Чекам да отвориш и сега А ја те чекам на повторно да дојдеш. Чао. Фала има многу уште еднаш. Чао. Чао. Навистина, тешко е да се биде во Лотус, а да не ви се пријаде. Мирисите на зачините, мирисите на јатките, ве обземаат, се мешаат во ноздрите. Она што личеше како многу кафен простор, им даде шанса на производите да се истакнат со своите бои и со своето шаренило. Дрвенестите структури асоцираат на природност и органско потекло. Значи, се што се работи во еден интериер има своја приказна, причина и последица се разбира. Па и секој дополнителен детал од фигурина, зеленило има свое особено значење. Бидете здрави и живи, имајте убав ден и се гледаме со нова премиера на Ајде дома.